за постојаното, односно заклучувањето на Република Македонија секој вторник, до кога тоа може да се продолжи и кое е вашето мислење, дали промената на методологијата во пресметувањето на јавниот долг во Македонија ќе даде појасна слика за колку Македонија е задолжена држава? Јас подолго време зборувам на оваа тема. Оваа власт не може да функционира ако не се задолжува континуирано. Така го формира своето однесување, на тој начин ги добива изборите досега, заедно со фалсификатите кои што се констатирани, така што во моментот кога тие би престанале да земаат кредити, тие веднаш би колабирале. Би колабирала целата државно-економска структура. Затоа тие ќе продолжат да се задолжуваат, односно да не задолжуваат нас граѓаните, се до оној момент додека не ги победиме, додека не се заминат од власта. И се надевам тоа нема да биде толку касно, толку доцна, и дека тоа ќе биде бргу, за да не произведат од Македонија нова Грција во поглед на јавниот долг. Она што тие го соопштуваат како јавен долг, јас зборувам повеќе пати, не е целокупниот јавен долг. Нив, какви што констатиравме дека се лажговци, манипуланти, ако ги прашате и колку е часот, тие ќе ви излажат. Секој ден лажат во врска со вистинскиот износ на јавниот долг. Затоа ја променија дефиницијата, за да изгледа помал. Затоа јавното предпријатие за патишта од агенција го трансформира во јавно предпријатие, за да изгледа помалку државниот долг. Она што го покажуваат на страницата на веб страната на Министерството за финансии, во овој момент околу 48% од бруто домашниот производ, тоа не е целиот јавен долг. Тоа е долгот на централната влада и на општините и оној долг од јавните предпријатија за кои што тие изделе гаранција, но има и долгови за кои што не изделе гаранција. Но работата е што ни таа бројка како стесната дефиниција не е точна, затоа што долгот на централната влада треба да ги вклучи и сите неизмирени обврски на владата кон приватниот сектор, што ги должат, а го надминале денот до кој што тие морале да платат. Потоа долговите на општините не се ни со 5% прикажани во вистинскиот износ. Така што и таа бројка не е точна. И кога зборуваат тие за 48% долг, а многу новинари таа бројка ја голтат и ја дисеминираат во јавноста, со тоа се прави, прво им се прифаќа лагата и со тоа исто така се дезинформира јавноста. Затоа што во овој момент јавниот долг на Република Македонија не е помалку од 55%. Сигурно, ако се соберат сите компоненти според дефиницијата на Меѓународниот монетарен фонд и на Светската банка.